Инаку патувам доста во последно време и по граници ова и што имам заприметено кога ќе застаниш на граница, цариник. Тоа е најглупа професија. Нема таква луѓе златни. Зошто ќе речиш? Ќе објаснам. Значи, застанеш на граница, идат цариников и прво што те прашуваат, имате нешто да пријавите? Брат, сами ако си пријавуваме, ти што ќе работиш, море? Не, што се очеквите од мене? Идам го и речиш, имате нешто да пријавите? Да! 50 кила кокаин, ела виж как имам скриено, а? Ова кучево за дрога што е на граница во депресија. Секој сам си пријавува. How's life, Bob? Rough. Еднаш патував од Софија за Скопје со автобус и тоа кога ќе патуваш со автобус, ти не одлучвиш кој седи до тебе. Да, хаштаг факт. И до мене седеше газда на секс шоп од Скопје. И да, јас студирав таму глумец едно друго и си правиме муабет во Софија и си правиме муабет, се запознаваме, ми викат што работиш ти? Викам глумец сум. Тој ми викат јас правам филмови. Си викам господи како ми тргна во кариера. И си правиме муабет ова она. Типов шверцуваше 2 торби полни со вибратори. И ми викат, братче, ке може да ми помогнеш да ги пренесеме преку граница? А викам, што се очеквите од мене? 3 в газ да ставам? Замисли кој ќе дојде цариникот. Кој ќе рече, имате нешто да пријавите? Не. Абе, овој сомнителен те, прашам уште еднаш, имаш нешто да пријавиш? Погоди. Имаш нешто сомнително во џебот на јакната? Студено. Имаш нешто во џебот на фармерките? Топло. Ај, соблечи ги фармерките, раствори ги нозете, леле жешко. Чекај, в газ имат нешто. Вибратор. Мала пажња за вас со колегите, да се почастите.